Проектот кој се спроведува во 10 општини во Македонија е финансиски поддржан од страна на UN Women, а се имплементира од страна на Центарот за истражување и креирање политики. Она што досега е евидентирано како потреби на жените се однесува на инфраструктурата и образованието за децата. Например, во рурални средини каде што жените исто така и работат, им недостасуваат градинки, центри за ран детски развој, кои што можеби некогаш биле во функција, меѓутоа не функционираат моментално. Им недостасува инфраструктура, пред се вода, која што нив им е потребна за нивните секојдневни обврски. Исто така паркови каде што би можеле да излезат, да ги изнесат своите деца. Во поголем дел она што го бараат жените во општина Штип веќе е реализирано. Сепак средбата која денес ја имаа штипјанки со примариус магистер Илчо Захариев ќе придонесе за нови идеи, истакна Снежана Санева, шеф на кабинетот на градоначалникот. Штип е универзитетски центар каде што младите може да се школуваат, да се образуваат, ќе имаме изградено клиничка болница. Патиштата веќе се при крај, односно автопатите, а на локално ниво и да не зборуваме колку проекти има направено во однос на инфраструктурата, почнувајќи од водоводи и канализација, онаму каде што беше потребно, и осветлувањето, парковите, зеленилото, се она што значи подобрување на квалитетот на живеењето во нашата општина. Санева додаде дека очекуваат оваа практика да продолжи и во иднина. Штипскиот градоначалник да ги слушне идеите на жените во Штип барем еднаш месечно. Барањата на женската популација ќе бидат разгледани од страна на општинската администрација и во текот на наредниот период, согласно можностите на општините, поголем дел од нив ќе бидат реализирани.